22-годишниот Виктор Петковски е кумановецот кој го фати Светиот крст во базенот на Соборниот храм Свети Никола во Куманово. Петковски скока веќе 7 пати. Предходно имал среќа да го фати крстот пред 2 години. Не се надева, бидејќи пред 1 година го фатив јас. Среќата пак сега ме послужи и крстот дојде во моите раце. На сите очекувам христијани здравје, среќа, мир, благослов. Па на младите да се охрабрат, времето не е ладно, Господот дава топлина, сите може слободно да ритнат и да почувствуваат какво е чувството. Од свештенството на Соборниот храм доби икона и Свет крст, а накитот Кумановска златара. Предходно во Соборниот храм Свети Никола се одржа и света божествена литургија, со која чино началствуваше митрополитот на Кумановско-Осоговската епархија господин Јосиф. Верниците присуствуваа на литургија, дел од нив пресекоа славски колач, си зедоа осветена вода, се помолија за здравје, мир и благосостојба. Секоја година тоа си е традиција на наше семејство и така. Ќе ви доаѓаат на гости, некој ќе одите вие на гости? Па да вие праси се има размена. Узајамна и натаму и таму вам служа семејство, па и најблиски пријатели нормално. Да, земавме осветена вода, ги гледавме децата како се фрлат. Им посакувам на сите среќен празник, Бог се јави. Имаше голем број на луѓе присуствува, иако беше многу ладно времето. Сите сме среќни, многу весели, нека ни е среќен празникот. Пихтието, обавезното мора, без пихтие да не бива. Со убава мисла и поздрав од Бог се јави, христијаните утринава пристигнаа на света божествена литургија во храмот Света Тројца во Куманово. Водици, како еден од најголемите христијански празници, се чествува од и Бог се јави во Тројца преку слегувањето на Светиот Дух и крштевањето на Синот Божји во водите на реката Јордан. По литургијата беше осветена вода во дворот на Соборниот храм, пошто следеше и чинот на положување на Светиот крст во неа. Со благослов од свештениците, најсреќен од петмината верници беше 30-годишниот Нена Тодоровски, кој прв пат скока по крстот. Јас сум Нена Тодоровски. Прв пат рипам за крст. Ова година ми се погоди среќата и го фатив крстот. Така, кажи ми, секогаш ли присуствуваш на ваквиот чин? чин, иако не секогаш, али ова година прв пат сега само што рипам за крст. Така, веруваш дека ќе ти донеса здравје, среќа, береке? Па се надејаме. Срекникот Тодоровски, кој си посака здравје себе си и на најблиските, рече верува дека пред се Светиот крст ќе му донесе и многу среќа и берекет. Кумановско-Осоговската епархија му додели икона, а доби и златник. По чинот во црквата се даваше и света причест, а верниците си понесаа од осветената вода во своите домови. Убавата зимска и празнична атмосфера ги стопли и сплоти христијаните. Славите ли празникот? Да, славим. Домашна слава? Да, не. Не, као домашна, али си овака спремамо као сите што спремат. Иначе најдобар ден е денеска. И тоа. Подготвувате ли пивти и она што Да, пивти е погача, све што треба. Добри со дети како ранije што е било, например, на секиро да рипаше среќа све, али добро и овако. Супер се осеќаш за празник. Празникот го празнувате ли како домашна слава, именден имате ли? Па не, како празник, иначе нека е за многу години. Среќен празник на сите. Не, ние како домашна не, ама секогаш присуствуваме и го славиме и Бог се јави. На Водици голем број верници прославуваат домашна слава, а именден денес празнуваат Богдан, Богдана, Бојан, Богомил, Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница, Јован, Јованка. Нека е за многу години празникот.